визија и би било тешко да се направи сето тоа во некои поинакви околности, можеби затоа што ние тешко преговараме за работи што се од општествено добро. На Еврофарм Пилистер оваа сезона не преговараше лошо на теренот со ривалите од македонскиот шампионат, па еве го Мирко Радович го добива пехарот шампионски и ќе го крене заедно со своите суиграчи, со највозрастниот Милорад Куковски и со цела сала која што го овековечува овој момент со своите телефони. Оваа вечер We Are The Champions на Queen ќе биде во чест на ракометарите на Еврофарм Пилистер на нивната 7-ма шампионска титула во нашиот ракомет или на 14-тиот македонски клубски трофеј во нивните витрини. Беа во криза во еден период, се сеќавате, неа минаа групата во ЕХФ Европската лига, го променија тренерот, замина данецот Ларс Валтер која почна сезоната. Дојдоа старите волци Александар Јович и Звонко Шундовски, кои што покажаа дека понекогаш квалитетот, ракометното знаење не мора да доаѓа само од страна, туку дека и Македонија има своји јунаци, во овој случај своји ракометни јунаци кои што успеаја да ја извадат екипата од таа криза, па да го пребродат и поразот во Јане Сандански, без оглед што им помогна многу Алкалоид со онаа победа над Вардар во автокоманда. Па практично Алкалоид го донесе Еврофарм Пилистер во позиција во директен дуел со Вардар да победи во арената Боро Чурлевски и да дојде до шампионскиот трон, а не, например, да